Акцията е супер. Денеска во ова акција се вклучи локалниот младински совет на општина Делчево, млади луѓе, кои што исто така гледаат каква е лоша состојбата и заедно под мотото мисли глобално, делува и локално, сакаме да пробаме малку, како што најавивме, да ги собереме овие непотребни предмети и сакам да испратаме на порака дека веќе е доцна и нема што да чекаме. Треба да делуваме, пошто ова што го гледаме се познава и по самата акција во овие услови, дека на сите некако ни представува како проблем. Пред се да не фрламе, а после тоа и да собереме. Ова е доказ дека снегот не може да го скрие ѓубрето. Не може и сите овие остатоци се очевидни и насекаде и треба да се делува, нема друго чаре, да си го изчистиме градот за да се насладуваме на животот. Вас снегот не ве спречува да собирате. Моля? Вас снегот не ве спречува да собирате. В нас ли? Пролета, ама има снег. Да. А решивте акцијата да ја реализирате. Сняг е просто време, като всяко останало. Няма значение какво е времето. Не се откажувате. Важно е времето вътре в нас. Ако времето вътре в нас го усетим като правилното, ми нищо не може да ни спре. И вие не се откажувате. Никакъв случай. Снег върви. Да. Красиво е. Еве млад ентузијаст од Делчево и вас снегот не ве спречи да учествувате во оваа акција на Сдруженијето Надеж. Колку ѓубрето го има во Делчево? Гледаме, доста го има. Мислам дека има повеќе ѓубре отколку што има луѓе. Да видиме искрено. Една порака вака како млад човек. Една порака да се ја чуваме природата, за да можеме да живееме безбедно во нина. Много ми харесва изобщо гледката, планината, снега. Най-вече хората са чудесни. Ти од каде си, од Бугарија? От Пловдив. Пловдив исто? Да. Дали ќе дојдеш пак? Разбира се. Финална порака до сите што фрлаат. Не разбрах много, но ще пожелая на всички да повече да се грижат за природата и да си хвърлят в кошчето и да мислим един за друг и да си помагаме. Today you do a good job. The snow didn't stop you. Of course not. Is here a lot of trash like the other place? Yeah. And it's a bit pity because this place it's a gathering place, it's a picnic place, is a nice place to being, and it's a lot of trash in a place that you can just sit and enjoy. Please start to take responsibility and take care of the things that you do and be aware of your impact. Секој ден сте овде, гледаме многу ѓубре. Снегот не може да го скрие. Не може ништо да го скрие, това е видно, секаде ќе видите ѓубре до крај. Не го доноси никој, се со голема злоле, совестле, намерале. Што ќе кажеме за овие деца што колку толку еве се трудат? Тие деца се за пофала за секоја чест на снег, на дожд, да збира ѓубре што го е некој фрлил друг, а они да го собираа. А секој оставил друг некој не потребни работи. Една порака до несовесните. До несовесните нека размислат дека не уништува моје и твое, уништува нината и нина. Една порака ќе прата до надлежните во собранието, нека дојдат да видат, оти се доводат какви гости од дека да им доводат, туј ги доведат. Не на друго место, да оправат оваа трева, оти ќе фрлат несовесни и один и ќе изгори се. Дали оваа акција и покрај тоа што врне снег може да се прогласи за успешна? Па како што гледате, не се откажуваме така лесно. И можем да ја прогласам акцијата за успешна. Колку луѓе учествуваат денес, колку дојдоа? Околу 10. Важно има заинтересираност. И тоа. Порака на крај порака, гледаме доста ѓубре. А сега само ја започнавме акцијата, иначе нема временските услови не дозволува да се заврши и ќе ја продолжиме во некои подобри времени. Така, благодарам. Еве сега еден мал пример како тоа може да се собира ѓубрето, за да биде полесно и на нашето јавно комунално предпријатие и тие да го однесат на соодветното место. Ние можеме
много лесно, едностранно да дойдем до континер, да го отворим и да го фърлим и да бидем сите срекни.